Të dashur miq, edhe kemi sërish së bashku, dhe siç edhe ju thash, do flasim për ndikimin e temperaturave të larta në sëmundjet, në pacientët me sëmundje kardiovaskulare. Çfarë duhet të kemi parasysh dhe për çfarë duhet të kujdesen? Për të folur për këtë, kemi këtu doktor Antonija Antovski, kardiolog. Vi благодарам што сте дел од нашата емисија денес, за да зборуваме за оваа тема што мислам дека е многу важна, особено во ова време, сега летно време, и гледаме дека и температурите се баш така летни. Реално голем проблем. Пригревањето на телото носи големи промени. Одржувањето на телесна температура е од витално значење за организмот, за функцијата на буквално секој орган, секоја клетка во телото. Телесната температура околу 37 степени, ако се зголемува, се менуваат процесите. Ензимските процеси во клетките, се зголемува метаболизмот и се пореметуваат многу функции. Темата е за кардиоваскуларното здравје. Влијанијата се најмногу изразени на срцето, крвните садови, притисокот. Организмот, за да обезбеди одржување на температурата на телото, мора да ја оддава вишокот на топлина, што ја прима сега од средината. На два начина. Со потење, со потта оддаваме голема количина на енергија, топлина. Па може да се прочита дека во количина пот од една кафена лажичка, телото кога ќе исфрли, телесната температура се намалува за дури 2 степени. Значи, профузно се потиме, за да можеме да се оладиме. Проблемот е кога влажноста на воздухот е голема, а размената со потењето се намалува. Не можеме да оддаваме топлината преку потењето. Тоа е карактеристика за Скопје посебно, дека имаме висока влажност, освен високите температури. Другиот начин на ладење на телото е преку ширење на крвните садови во кожата, за едноставно да оддаваме топлина со зрачење према околината. Кога се шират крвните садови, се зголемува коритото низ кое се движи крвта. Притисокот знае да се намалува, срцето рефлексно реагира со забрзување на работата. Значи, тоа е нормална рефлексна реакција, срцето работи побрзо, ја движи крвта побрзо и ако во една минута одредена количина на крв испумпува крвта, срцето низ крвните садови, во услови на загревање на телото, 2 до 3 пати се зголемува протокот на крвта. Тоа значи зголемена работа на срцето, кое што нормално го оптеретува срцето. На тој начин сака да ја одржи температурата на телото, за да може тие сите процеси во организмот да се одвиваат на нормален начин. За здравото срце тоа е помал проблем. Видете, кога срцето работи 100 удари во минута, 120 удари во минута, тоа е нормално кога се движиме, кога сме физички активни. Меѓутоа, кога тоа се случува во мирување, кога одмараме, кога лежиме, посебно ноќе, а температурите на воздухот се високи, телото не може да се олади, срцето работи забрзано, не може да одмори. Знаеме, кога станеме на сабајле, не сме доволно одморени. Значи, не сме имали квалитетен сон. Здравото срце се обидува, компензира, за да ги заврши своите обврски. Таму каде што имаме болест, дали ради оштетување на мускулот, инфаркт, дали срцева слабост заради аритмии, заради болести на срцевите клапни, ова зголемена потреба срцето да работи повеќе доведува до декомпензација. Срцето не може да одговори на потребите и доаѓа до влошување на состојбата. Дали само ритамот на срцето е еден знак што ни покажува дека нашиот кардиоваскуларен систем не може да ги поднесува овие високи температури? Пациентите знаат да почувствуваат побрза работа на срцето, неправилна работа на срцето, појава на аритмија. Кај тие што имаат аритмии доаѓа до влошување на аритмијата. Но многу често не го чувствуваме пулсот. Не ја чувствуваме таа забрзана работа на срцето. Симптомите се многу општи. Па пациентите се жалат на замор,
малаксаност, вели ми се врти паметот. Нестабилност во одењето. Вика, немам сила за секојдневните активности. Затоа поминува често непрепознаено. Значи, зголемувањето на телесната температура на телото го ангажира срцето, крвните садови, доведува до некои општи симптоми кои што не ги препознаваме. Не помислуваме. Значи, тоа е прегревање. Кога ќе се јави недостаток на дотор на крв, кај пациентите кои што имаат стеснети артерии, например на срцето, се јавува болка, тежина во градите, Значи, болка некогаш печење. И некогаш е потребно да се повтори повеќе пати или да трае подолго, за да може пациентот да свати дека нешто му се случува, не е тоа нешто незначајно и тогаш дури ќе побара помош. А крвниот притисок, како им влијае на крвниот притисок високите температури? Рековме дека ги проширува крвните садови и има зголемена циркулација и забрзана. Кога телото е загреано, тие проширени крвни садови доведуваат до намалување на крвниот притисок. Посебно го тоа чувствуваат пациентите кои што примаат лекови за зголемен крвен притисок. Кажуваат дека во летните месеци некогаш имаат потреба да намалат дозата на лекот, дури да прекинат некој од лековите, затоа што притисокот многу им паѓа. Проблемот е што ако не внесуваме доволна количина на течност, пред се мислам на вода, крвните садови кои што се проширени се празни. Нема доволна количина на течност, на крв, и тоа дополнително ја влошува состојбата. Па имаме појава на колапси. При промена на положба, одседнат, кој ќе се исправи некој или одлегнат, при промена на положба, нискиот притисок доведува да мозокот не се доволно снабдува со крв и ќе слушнеме некој паднал. Паднал и може и сериозно да се повреди. Затоа и се препорачува, ако се почувствува малаксаност, вртоглавица, да седне. Ако ни тоа не е доволно, да легне. Јас на пациентите им кажувам, видете, ако се случува нешто такво, не е срамота и на улица да сте, да седнете на улица. Затоа што буквално во следниот момент тоа може да трае неколку моменти и да биде вовед во губиток на свест. Пациентот може да падне сериозно, да се повреди, да удри глава или нешто друго да повреди. Така да многу е важно во летните месеци соодветно да се хидрира телото, да се внесуваат доволно течности. Дневните потреби се менуваат во зависност колку се потиме, колку сме физички активни. Некои редовни дневни потреби се 2 до 3 литри. Од разговор со пациентите доаѓам до сознание дека ретко кој пие доволно течности. За жал. За жал не внесуваме доволно течности, а тоа е важно и за притисокот, и за правилна работа на бубрезите, и буквално за функционирањето на метаболизмот на било кој дел од телото. Кога се потиме, може да имаме потреба и 3, 4 литри, па и 5 литри. Еве, младите тоа ми се допаѓа. Гледам дека почнуваат да се движат со термоси во рака и такви работи, за да соодветно се хидрираат и да внесуваат доволно течности. Јас ги советувам пациентите, буквално, кој ќе прашам, пиете ли течности? Да, пиеме. Колку пиете? Кој ќе подразмислат, чаша, 2, 3, 5. Видете, наедноставно, јас кажувам, ставете еден бокал на маса или едно шише со вода, да ве подсетува да се напиете. Затоа што буквално забраваме да се напиеме вода. Кога зборуваме, кога сме тука, значи, кај пијалоците и кај крвниот притисок, први сакав да ве прашам, како влијае сето ова во луѓето кои природно имаат низок притисок? Не дека земат некоја терапија, туку така ми е секогаш, зимно или летно време нема некоја разлика. Што треба тие да прават? Па тие се поосетливи. Видете, значи не мора да значи да е заболен и да прима терапија, туку нискиот притисок не е болест, тоа е конституција. Да. Има луѓе кои што имаат по природа низок притисок.
и тие знаат дека топлото време им ја влошува состојбата, дополнително го намалува притисокот. Решението е соодветно внесување на течности, хидрирање и внесување на доволно електролити. Видете, кога се потиме, не губиме само вода, губиме и електролити, натриум, калиум. Тие се потребни за функционирањето на буквално секоја клетка во организмот. Сите процеси на ниво на клетката се одвиваат преку размена на тие електролити. Солта е извор на електролити, меѓутоа природен и најдобар извор на електролити е се овошјето, зеленчукот, затоа што тие се најизбалансирани и треба да се внесуваат во доволна количина. Друго, тие што се по природа хипотоничари со низок притисок мора да внимаваат да се заштитат од вркините, да не се изложуваат без потреба, да престојуваат во простории кои што се соодветно оладени. Видете, проблем е и преминот од надворешна висока температура во оладена просторија која што е на пониска температура. За ова ќе зборуваме малку подоцна. Би сакала да застанеме малку и кај течностите. Рековме дека треба да се пие најмалку 2 до 3 литри, зависно од човекот, но се уште знаеме дека за сите се препорачува да се пие толку вода. Но знаеме дека, особено во летно време, немаме време да пиеме толку вода, но имаме време за да пиеме кафе, енергетски пијалоци или сите овие што се со газирани сокови. Дали ако пиеме такви работи ќе може да речеме дека сме пиеле доволно течности ако не е вода? Дали се рачунат и тие како течности потребни за нашиот организам? Тоа е течно. Пошто за душата знаеме дека ги сакаме многу, ама за организмот докај сме? Тоа се течности, не е спорно, меѓутоа во случајот со топлото време се контрапродуктивни. Кафето има кофеин, кофеинот стимулира забрзана работа на срцето. Го покачува притисокот. Метаболизмот во организмот го забрзува, така да на еден начин допринесува за зголемување на температурата на телото. Кога телото е веќе загреано, кафето дополнително ја зголемува телесната температура и затоа не се препорачува во летните месеци да се пие многу кафе. Ни ладно кафе. Проблемот е кофеинот. Тука, затоа сакам да се напомене. Ладната течност во моментот носи некоја чувство на ладење, кое што, видите, во источната култура е карактеристика дека пијат топли пијалоци, не ладни, кога е загреано телото. Тоа е така затоа што кога пиеме ладен пијалок, не успеваме да оладиме внатрешноста на телото. Во моментот, знаете, ќе се напиеме ладно, загреано телото, ќе се испотиме, внатрешноста на телото не е оладена. Останува телото загреано. Затоа се препорачуваат пијалоците да не бидат ледени. Да бидат, видите, телесната температура е 37 степени. Ако ние пиеме пијалок на 20 степени, ќе се оладиме. Но ние сакаме да пиеме со мраз, температурата да биде 0. Во моментот, чувство на оладување, меѓутоа во следните минути телото не е оладено, процесот не е завршен. Значи, кофеинот од ладното кафе го прави проблемот. Уште еден момент е важен кај кофеинот што делува како диуретик, стимулира мокрење. Значи, кога пиеме кафе, треба повторно да пиеме доволно вода, затоа што кафето стимулира мокрење и на тој начин ја влошува дехидратацијата. Се зголемува недостатокот на течност, на вода во организмот. Со газираните пијалоци проблемот е големата концентрација на шеќери. Шеќерот во топлите месеци е енергетски материјал кој што го забрзува метаболизмот. Забрзаниот метаболизам значи создавање повторно на топлина во телото. Значи, благите пијалоци нема да не оладат. Нема замена, нема подобар пијалок од водата, видите. Водата е живот, значи, и треба да внесуваме доволно вода.
Ако сакаме да пиеме пијалоци заблажени, да не бидат многу благи. Значи, ако веќе сакаме да пиеме овошните пијалоци кои што не се екстра зашекерени, се многу подобар избор. Не знам, еве, ладни чаеви и такво нешто. Исто така, бидејќи за разлика од концентрираниот чај, кој што има доста активни субстанции кои што го забрзуваат метаболизмот, ледениот чај е разледен. Ние го викаме леден затоа што го пиеме ладен. Пак ќе речам, не од фрижидер. Да биде на некоја температура блиску до собната, за да може телото да се олади. А водата? Собна Водата или исто. со 5 мраза внатре? И па тоа е, во моментот носи чувство на ладење, чувство на освежување, меѓутоа пак ќе се повторам, телото не се оладило. Еве ќе ви кажам еден пример со ладните тушеви. Сакаме навечер пред да си легнеме да се оладиме, да се истушираме со ладна вода. Што се случува кога ќе се посипеме со ладна вода? Телото кое што е прегреано, крвните садови се проширени, за да оддаваме повеќе топлина, да може да се ладиме. Тоа е начинот на кој што телото се лади. Кога ќе се посипеме со ладна вода, голема површина од телото одеднаш испраќа импулси до нашиот мозок дека сме изложени на ладно. Рефлексно мозокот ги стега крвните садови. Затоа што сега вели треба да го заштитам телото да не се олади. Он мисли дека ние ќе смрзнеме. Тоа си е нормално во еволуцијата, во природата, така се развивале рефлексите. Ке се стегнат крвните садови, ние не можеме да оддаваме топлина. Ќе оладиме кожата, а внатрешноста на телото останува неоладена. Затоа што стегнатите крвни садови, значи не може да оддаваме топлина. Сега, друго е ако ние останеме во ладна вода 10-15 минути, тогаш постепено ќе се олади внатрешноста на телото, но тоа не е случај со туширањето. Затоа се препорачува туширањето да биде со некоја температура, пак ќе се повторам, телесната температура е 37. Ние да се тушираме со 30 степени температура на водата, ние се ладиме. Чувството е дека се ладиме, оддаваме топлина. И после тоа, ако ќе легнеме, телото постепено се оладува. И тогаш можеме да спиеме и да се одмориме. Еден друг момент што го спомнавте и вие е тоа преминот од многу топло до многу ладно, и ова сакам да го разјасниме во два аспекти. И во просториите кога влегуваме, например во кола или во дуќан или дома, и во случај кога влегуваме во море или езеро. Пошто знаеме дека особено кога сакаме да влеземе во езеро, сите си влегуваат така наеднаш, а знаеме дека тоа не е баш како што треба. Видите, како треба да биде добро и дури може да биде и многу опасно. Посебно за луѓе кои што се повозрасни, кои што имаат здравствени проблеми, кај што срцето, крвните садови имаат промени, претходна болест, кај нив може да биде да предизвика посериозен проблем. Кога од надворешна средина, кај што имаме например 36 степени, 40 знае да биде кај нас во Скопје, телото е загреано, прегреано и одеднаш легуваме во просторија кај што сакаме да биде оладено 18 степени. Видете, тоа е голем температурен шок. Телото, јас реков со водата, е најдраматично затоа што одеднаш целата површина на кожата која ќе се залее со ладна вода, да речеме, влегуваме во море, во езеро, се случува тоа преска што го кажував. Само сега уште поизразено неголи кај тушот. Кај тушот водата се слева по телото. Кога нагло ќе влеземе во море, река, океан, одеднаш целата површина на телото ја изложуваме на ладно. Одеднаш се стегаат сите крвни садови, одеднаш притисокот скока. Срцето кое што претходно работело забрзано, затоа што за да го лади телото мора да ја врти крвта побрзо, за да оддаваме топлина. Сега тоа срце кое веќе забрзано работи во услови кога ќе се најде на ладно,
За него доаѓаат сега импулси повторно од мозокот, стрес. Реакција на стрес секогаш во природата е забрзана срцева работа. Скок на притисокот. Значи, кога се наоѓаме во опасност, било каква, од било која природа, адреналин се создава, кој што ја забрзува работа на срцето, го качува притисокот. И сега одеднаш имаме срце кое што работело 110 во минута, одеднаш ќе забрза уште повеќе. Притисокот ќе скокне. Срцето ќе мора да пумпа, како одеднаш ме оделе порамно и сега треба да се качиме вертикално. Не по скали, него буквално на јаже да почнеме да се качуваме. Тоа е голем стрес за организмот. Друго, кога ќе го изложиме торзото, градниот кош, на ладно, рефлексно се предизвикува рефлекс на вдишување. И видете што се случува. Кога некој ќе скокне од карпа, или не е битно, еве во базен, одеднаш телото, главата, градниот кош, доаѓа во контакт со ладната вода, се случува рефлексно вдишување. И има луѓе што се дават на тој начин. Ќе вдише вода во градите. Значи рефлексно? Рефлексно, затоа што тоа не е под наша свесна контрола. Тоа се рефлексија. Друго што се случува, кога сме изложени одеднаш на ладно, крвните садови се стегаат, срцето, мозокот, бубрезите, тоа се најважните органи во телото. Тие мора да бидат соодветно снабдени со крв. Сето друго моментално се става во втор план. Тоа значи рацете, нозете. Што се случува? Се влошува крвотокот во мускулите на рацете и нозете, за да се обезбеди доволно крв за мозокот, за бубрезите. И сега имаме луѓе кои што се млади, здрави, добри пливачи и одеднаш вика се удави млад човек. Се удави затоа што рефлексно голтнал вода, затоа што мускулите не му реагираат соодветно, бидејќи едноставно ги исклучува од циркулацијата телото и добар пливач може да се удави. Па добрите пливачи најчесто се дават, затоа што они така се осмелуваат да скокаат во ладно или во длабоко или не знам. Не се препорачува. Значи, мора постепено да го ладиме телото, затоа е најдобро да се влезе, да се наквасат нозете, рацете, да се испрска телото со вода и постепено да се влезе во ладна вода и тогаш веќе телото е прилагодено и можеме да функционираме нормално. Сега со просториите рековме. Нешто слично, ама во многу поблага форма. Значи, ладењето на телото ги предизвикува истите тие рефлексни реакции. Проблемот е кај постарите луѓе, затоа што ќе им скокне притисокот, ќе забрза срцето, не се чувствуваат добро. Му треба период да се прилагоди на промената на температурата. И затоа и се советува да не нагло одеднаш од улица да се влезе во ладна просторија. Може би да се престојува неколку минути во влезот, во ходникот, пред станот, да се полека намали температурата на телото и да се влезе во просториите. За постари луѓе не се препорачуваат ниски температури во просториите. 24 степени е некоја температура кај што они може добро да ја одржуваат телесната температура. Постарите луѓе, видите, и во летно време, уоладено, седат облечени. Нас ни е чудно. Ние сме можеби во кратки ракави и они бараат да облечат ракави, дори джемперче, затоа што на 24 степени телото кај нив потешко ја одржува температурата. Побрзо се лади. Ако ме прашате, просторија кај што не сме физички активни, 22, 23, 24 степени. Тоа 18 степени, јас не го разбирам. Ние работиме во сала. Јас сум интервентен кардиолог, ставаме песмейкери, ставаме стентови. Температурата е 18 до 20 степени. Работна температура, затоа што работиме со кецела, со мантил, телото не може да се олади. Меѓутоа, во ваква просторија кај што седиме, кај што не сме активни, 22, 23, сосема доволно.
Ние за да се сакаме чувствуваме уште пријатно. поладно и од 18. Па поладно тие рефлекси ги активира и ви кажувам што се случува со телото. Значи кожата е ладна, но не и внатрешноста. Значи се оштетуваме без нашата свест и од нешто што можеби не очекуваме. Видете, старите се мудри. Треба да учиме од нив. Многу работи они може и не ги разбирале, не можеле да си ги објаснат, меѓутоа искуството ги научило што треба да прават, како да си помогнат, како подобро да функционираат. Така е. Еден друг проблем што се појавува во летните температури, летното време, е што многу луѓе се жалат и од отоци, особено во нозете. Со што е поврзано ова? Вените се шират кога е топло. Вените се тие преку кои крвта се враќа од сите делови на телото назад во срцето. Па срцето потоа крвта ја движи во белите дробови, каде што ја чисти од тие јаглерод, диоксид, штетни материи, ја движи во бубрезите, ја збогатува со храна и ја враќа назад. Сега што се случува? Вените се со потенки ѕидови. Немаат мускулни ѕидови како артериите. Кога е топло времето, тие се прошируваат. Крвта, посебно кога стоиме или вака седиме подолго време, стои во вените. Притисокот во вените се зголемува и по природен пат дел од течноста излегува од вените и оди во ткивата. Се уват отоци. Тоа не е болест. Видите, зборувам за нормален процес кој што се случува заради топлината, ради загреаноста на телото, заради неактивноста. Од искуство знаат луѓето дека кога се движат, се подобрува крвотокот. Се подобрува циркулацијата во вените. Па вели ќе станам, ќе продам малце, ќе прошетам, ќе се повлечат отоците. Или ќе легне, ќе ги подигне малце нозете и отоците ќе се повлечат. Тоа е затоа што ќе се подобри циркулацијата во вените и ќе се повлече течноста од ткивата и ќе се отстрани на тој начин. Значи, тоа е резултат од прегревањето, од топлината. Сега има луѓе кои што имаат проширени вени или клапните не функционираат како што треба, па кај нив тоа е поизразено. Значи, кај нив може отоците да се уваат и во месеците кога не е топло, а кога е топло да бидат поизразени. Дали е ова знак дека треба да се прегледуваат на кардиолог? Или не мора да значи? Ако не се поврзани со топлината, еве тоа што го објаснував, ако после движење или подигање на нозете отокот не се повлекува, тогаш е некоја друга причина за појавата на отоците. Може да биде слабоста на срцевата пумпа. Јас реков, срцето е пумпа која што ја движи крвта низ артериите, преку вените ја прифаќа и повторно ја враќа во артериите. Тоа е процес кој што трае постојано. Видите, срцето работи 24/7. Нема прекин воопшто, постојано. Ако таа пумпа од некоја причина ослабне, дали е заради оштетување на мускулот, кај инфаркт, например, дали е ради проблеми со аритмијата, проширено срце, тогаш нема да може да си ја заврши таа работа, да ја движи крвта, тогаш дел од крвта останува во телото и прво што приметуваме е отоци на нозете. Други знаат да кажат, станувам на сабале отечено лицето или рацете, да речем, крајевите на телото се тие кои што отекуваат и тоа е еден симптом кој што може да значи дека има проблем со срцевата пумпа. Докторе, сега може да не гледат некои што имаат некое кардиоваскуларно заболување, но сакат да одат на плажа, да се сончат, да прават некои плажни активности, да земат некој алкохол в раце. Како ќе биде советот за овие пациенти? Тоа што го кажував, што физиолошки го оптеретува нашето тело во летните месеци, кај срцевите болни е поизразено.
затоа што срцето е ослабнато или имаат висок притисок, аритмија, која што високите температури може да го влошуваат. Они треба да бидат предпазливи, повеќе да внимаваат, да не се прегрева телото. Значи да, може да појдат на плажа. Кога не е многу топло, или да бидат под чадор, да бидат соодветно хидрирани, да пијат доволно течности, ќе се ладат во реките, езерата, морињата, кај што има можност, без потреба да не престојуваат на отворено, на топло, прошетки по улици или во паркови се препорачува кога е поладно, наутро, попладне. Така да не се, како да речам, не се за нив лажите забранети, меѓутоа треба да внимаваат на својата здравствена состојба, да си го проверуваат притисокот, да го проверуваат пулсот. Ако има проблем, да се консултираат, можеби да се промени дозата на лекот, да се зголеми, да се намали во зависност од ситуацијата. А алкохолот, собна температура, со мраз или не треба да се пие? Видете, алкохолот во услови кога телото е прегреано е контрапродуктивен. Значи не се препорачува. Видете, сите го имаме тоа искуство. Кога е многу топло, ретко кој сака да пие алкохол, посебно жесток алкохол. Алкохолот, да, ги шири крвните садови, може да го намалува притисокот, меѓутоа процесот на создавање на топлина го стимулира. Така да алкохолните пијалоци го загреваат телото во летните месеци. Треба да се избегнува посебно алкохол со поголем процент. Жестоки пијалоци. Докторе, ние треба да преминуваме сега на реклами, па ќе продолжиме со нашиот последен дел од емисијата. Праша го докторот, затоа што ние имаме некои прашања и за вас и од нашата публика. Të dashur do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer me pjesën e fundit me rubrikën Pyet mjekun që ndërroni me ne. Të dashur miq, ja të kemi sërish së bashku dhe siç edhe e dini, jemi në pjesën e fundit të emisionit në rubrikën tonë Pyet mjekun. Doktore, imat stignато некои прашања до нашата редакција за вас, поврзани со денешната тема. Едното прашање е: имам 68 години и висок крвен притисок. Во последно време ми се случува притисокот значително да ми падне кога е многу топло. Дали тоа е нормално и што треба да направам? Тоа што и го кажавме. Да, рековме, од топлината се шират крвните садови, притисокот може да се намалува, особено ако не се внесува доволно течност. Прво што треба нашиот гледач да коригира е количината на течност што ја внесува. Ако не пие доволно течности, да пие доволно вода, да се соодветно хидрира. Ако и после тоа притисокот е понизок, видете, понизок значи да му пречи. Често тука грешат пациентите, вели притисокот ми е 110, 180 или 180 и скокаат лекови, прекинуваат некоја доза. Значи, низок притисок е притисокот кој што им пречи да функционираат. Ако ги омалаксува, вртоглавици, главоболка, во тој случај треба да се намали дозата на лекот, а во спротивно треба да продолжи да се ја пие редовно дозата. Сега, ако и тоа не помогне, ќе мора да се консултира со својот матичен доктор за да види кој од лековите би требало да се намали. Наредното прашање е токму за водата, така да го кажавме, 2 до 3 литри мора да се Тоа е индивидуално. Видете, тоа се дневни потреби. Но се пак со една чаша сигурно дека не е. Не, видете, за да функционираат бубрезите, за да може телото да се чисти од тие материи што се создаваат, кои што не се потребни, дури и штетни за организмот, мора да внесуваме доволно течност. Дневните потреби се 2 до 3 литра течност, кои што ако сме повеќе физички активни, ако се потиме повеќе, посебно и на врукините, тогаш може да биде и значително многу повеќе. Жетта е таа што ни кажува колку треба да внесуваме течност. Видете, тоа е одбрамена реакција на организмот. И треба да го почитуваме. Кога чувствуваме жет, треба да внесеме доволно вода. Наредното прашање е: имам поставено стент пред 2 години. Дали високите температури представуваат дополнителен ризик за мене и како да се заштитам?
Стентот значи дека пациентот има коронарна болест, стеснување на артериите кои што носат крв во мускулот на срцето. Кога ќе оставиме стентот, артеријата ја отвараме. И велиме сега протокот на крвта е добар, ако сме ја завршиле работата како што треба. Ако нема на друго место стеснување, велиме циркулацијата сега е нормална. Проблемот е што останува ризикот. Во тој организам има услови за повторно да се создаде ново стеснување или да се стесни стентот. Така да пациентот кој што има коронарна болест треба да си ги пие лековите што му се препорачани, за да не се создаваат нови стеснувања. Во летните месеци мора да ги подчитува препораките што му се дадени. Да го контролира притисокот, да го контролира шеќерот, мастите, да се заштити од температурите, затоа што видете, тоа што е штетно за било кој, е штетно и за него. Така, тоа што го зборевме, дека зголемената температура на телото ги пореметува процесите во организмот, кај него е поизразено. Да кажам дека кога е повисоки температури, се зголемува и способноста на крвта да се згручува. Тоа е така затоа што губиме течности, дехидрирани сме. Крвта е мешавина од вода и клетки. Во недостаток на вода тие клетки полесно се слепуваат, се создава згручување, тромб и запушување на артеријата. Тоа е случај со коронарните болести. Докторе, јас ви благодарам многу за овие одговори и за сите информации и совети што ги дадовте денес за нашите гледачи. Се надевам дека ќе бидат повнимателни за летното време да го поминуваат со своите сакани не во оделот за кардиоваскуларни болести. И ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија денес. Благодарам на поканата. Тадаш мич ме кај помилим да емисиони предите не сотмеш, пресој че текени ватна веш со џита кошилат да цилат на и да кардиологу и овето ми учекени доње штецим та аспекти кардиоваскулар, пор еда и да цилат јени плотсиште шендош. Не се баш комбилим емисионин сот кту, дошеми се риш да деле на аршми, да дери атхер, си че сме онко и десони пошендетни туај.